Денеска сме практично тука во Малешевијата и Пијанец, во Делчево, Берово и Пекчево. Ќе разговараме со граѓаните за нивните вистински и реални потреби, не она розова слика која што владата на СДСМ и Зоран Заев се обидуваат преку своите медиуми да им ја презентираат на граѓаните, туку да зборуваме за онаа вистинска реалност која што граѓаните ја чувствуваат и која што ја живеат. Она која што денеска го видов овдека на пазарот и она која што успеав да го расприкажам, би рекол, со пазарџиите овдека е тешкиот и мачен живот, маката која што практично ги натежнала, слабиот, се послабиот промет, се помалку купувачи, бидејќи народот посебно од овој крај се иселува масовно. Сретнав неколкумина кои што ми кажаа дека денеска или утре ќе ги полнат автобусите и заминуваат во Западна Италија, во Германија и така натаму, така што навистина една тешка слика и далеку од ветениот живот, далеку од она кое што беше говорено за време на предизборието од страна на СДСМ и Зоран Заев, но и од страна на кандидатите за градоначалници и градоначалниците кои што овдека во истокот пустошат и се во изобилие вовлечени во криминал и корупција. Така што една лоша слика. ВМРО ДПМН на следните избори ќе излезе со јасен план, јасна стратегија како да го врати вистински животот овдека во истокот на Македонија, да успее што повеќе нашинци да ги одврати од желбата да ги напуштат родните домови, затоа што каменот тежи тука, како што каже еден соговорник овдека на пазарот, да инвестираме што е можно повеќе, да отвориме што е можно повеќе добро платени работни места, младите да останат тука, затоа што тие се богатството на Македонија и богатството на истокот. Така што учиме заедно со граѓаните, разговараме, а врз основа на тоа што ќе го научиме, сакаме и да создадеме една програма која што понатаму нашите градоначалници во следниот 4-годишен мандат на локалните, после победата на локалните избори ќе го исполнат и ќе покажат дека можело поинаку и дека не се сите исти. Господине Мисковски, вие вчера имавте средба со претседателот Пендаровски. Тој изјави дека сте разговарале само 4 минути од целата ваша средба, која што траеше 1 час, за настаните од 27 април. Меѓутоа може да се забележи дека има однос ретерирање во неговиот став, дека тие луѓе се осудени за нешто што не го направи. Па не, генерално ние внатре се сложивме за се, како што кажав и на мојата изјава надвор како излегов од состанокот од кој што го имав со господинот Пендаровски. Тоа што го спомнав надвор, практично го се согласивме и внатре за време на средбата, но очигледен е притисокот кој што се врши врз него и од оние, би рекол, новинарски пера кои што се под директна команда и влијание на СДСМ и Зоран Заев, но и од медиумите каде што влијанието на СДСМ и Зоран Заев е забележливо. И тоа очигледно оставило трага кај претседателот Пендаровски. Јас го разбирам, нормално, не можам да го оправдам, бидејќи тоа во суштина се нарекува дволичност. Едно лице да имате на средбата, едно да имате надвор пред камерите, но во ред битно е дека дури и ваков притиснат Пендаровски излезе надвор со став дека сепак доколку имаме нови докази треба овој случај како и многу други случаи во минатото да започне самиот почеток. Па еве да ја почекаме конечно пресудата од второстепениот суд, од апелација, да ја добијат осудените лица и нивните бранители и потоа да можат да го користат воденен правен лек, односно инструментот воденен правен лек, за да можат понатаму да ги презентираат новите докази пред третостепениот суд или Врховниот суд или пред ЕСЧП, односно Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Така што на крајот од денот јас сепак сум задоволен затоа што најмалку што овој момент им треба на граѓаните да слушаат исфрустрирани политичари, туку треба да слушаат и гледаат политичари кои што знаат како да се справат и да ги решаваат проблемите, а не да ги создаваат проблемите. Во таа насока беше и таа вчерашна наша среда. Така споменавте самите пресуди во контекст на тоа како сте задоволни од пресудите од аферата мафија? Тие луѓе практично на улица се вели го превземаат делото. Отприлика така би го нарекол она кое што се случуваше изминативе денови. Мене ме чуди како можеше обвинителите да покренат обвинение за луѓето кои што еве во случајот беа практично уапсени и изведени пред лицето на правдата само за еден член од кривичниот законник, а тоа е членот 353 или злоупотреба на службена должност, членот 353 став 3.
И таму казната е максимум до 3 години, имајќи предвид дека тие го призна делото, логично е дека судот ќе суди со леснителни околности, наместо 3 ќе суди 2-годишна затворска казна. Но истовремено не можам да останам нем и да не го споменам разочарувањето кое што кај мене и гневот се чувствува, бидејќи никаде не слушнавме злоупотреба на патни исправи, никаде не слушнавме злосторничко здружување, така што овие луѓе очигледно во договор со нивните началници по високите структури во Министерството на Спасовски одлучија да превземат вината, да одлежат 2 години, претпоставувам за некаков надомест, но треба сите да знаат кои што се инволвирани во овој случај дека половина балканска мафија, албанска мафија, турска мафија, црногорска мафија, италијанска мафија, шпанска мафија имаат македонски пасоши и ние нема да останеме неми на овој случај. Веднаш после промената Нелинденска број 2, веднаш по превземањето и честа за управување со владата на Македонија, овој случај повторно ќе го реотвориме и злосторниците, вистинските злосторници ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Тоа се најмалку овие луѓе кои што одлучија да ја превземат вината на себе, туку вистинските злосторници седат во началничките фотели и се во повисоките структури на Министерството на Спасовски. Уште едно прашање околу здравството. Министерството за здравство и министерот Венко Филипче ги тресе голем скандал околу набавката на кинеските вакцини и истовремено вас ве обвинуваат дека го кочително и закон за изградба на нов клинички центар во Слободка. Па еве, за првото е фатени се директно со рацете во медот и тука нема бегање. И за тоа тогаш ќе има одговорност. Жалам што морам ова вака да го кажам, бидејќи можеби во јавност изгледа како закана, но ние не можеме да останеме неми на 7,8 милиони долари аванс кој што е платен на фирмата посредник, фирмата Стабри, за која што Венко Филипчи и Зоран Заев велеа дека не постои и дека тие пари не биле префрлени. Еве, извадивме доказ дека тие пари се префрлени, 7,8 милиони долари, пари на граѓаните, но овие луѓе овдека, се префрлени, а со една цел, а тоа е да биде наплатена дебела провизија на сметка на здравјето и животите на македонските граѓани. И тоа е факт. На 15 февруари оваа година тие пари се уплатени. Министерството за здравство, Венко Филипче и Зоран Заев заедно велеа дека тие пари не се уплатени, дека во тоа време ВМРО ДПМН рефлектира лажни вести, но еве видовме дека тие пари се уплатени. Тоа дали се вратени и не се вратени, така, тоа е веќе второстепено, секундарно прашање. Но првостепено прашање е зошто македонските граѓани требаше да платат најскапи вакцини во свет. Ако секаде во светот тие вакцини чинат по 20, 25, 30 долари, зошто македонските граѓани мораше за истите тие вакцини да платат 60-65 долари? Одговорот е јасен, поради провизиите што требаше да ги земат овие криминалци во власт. Тоа е првиот дел од вашето прашање. Вториот дел од вашето прашање е проектот Клинички центар. Нашиот став е јасен. Тој став е дека за многу поевтини пари, односно за многу помала сума, може да се направи поквалитетен проект и останатите пари да се користат да младите доктори, наместо да ги полнат клиниките во Западна Европа, да ни останат тука, да ги дообучиме, да им обезбедиме соодветна апаратура и тие луѓе да останат тука да служат на овие луѓе, на македонските граѓани, да го лекуваат нивното здравје. Ние нема никогаш да се сложиме на 35 страници физибилити студија да потрошиме од граѓаните 508 милиони евра, а плюс дополнителни трошоци да бидат останатите инсталации кои што не се предвидени со таа физибилити студија, како што се пристапни патишта, енергетско напојување, гасно напојување, канализација, водовод и што ли уште не, имотно-правни нерешени односи, така што многу лесно овој проект може да стане и 600 милиони евра. Со еден збор кажано, најкорумпираната влада во Европа не може да има привилегијата и правото да ги користи парите од граѓаните на 35 страници физибилити студија. Кога ќе видиме проект, кога ќе видиме јасна визија, кога ќе видиме јасна цел, тогаш ВМРО ДПМН ќе поддржи. А таков проект имаме ние. И тој проект неколку пати во јавноста го презентирав, а тоа е реконструкција и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза, изградба на ковид центар и спојување со поранешна воена болница сегашен 8 септември и поранешна румунска болница и формирање на еден ургентен клинички центар и инвестиции во 3 универзитетски клинички болници, како што се болницата во Штип, болницата во Битола и болницата во Тетово. За една наштрешница, за овие луѓе да постават тезга овдека на пазарот, е потребно да добијат 200 дозволи и проекти да приложат во општината, а ние на овие кои што се дел од најкорумпираната влада во Европа, треба да се сложиме да им дадеме 508
милиони евра народни ваши пари. Тоа јас нема да го поддржам и се дека јас сум претседател на ВМРО-ДПМН, ја предвода најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН, нема да добијат поддршка за реализација на таков проект. Имаат проект на маса кој што го предложивме, нека го поддржат, имаме и проект, имаме и пари, веднаш можеме да почнеме со реализацијата на проектот модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза, веднаш да отпочнеме со проектирање на новата болница, изградба на ургентен клинички центар со спојување на 8 септември болницата и поранешна румунска болница, таму имаме и пристап, се наоѓа помеѓу 3 булевари, Партизанска, Ленденска и 8 септември, имаме инсталација секаква, така што ако има волја, ако сакаат, еве, ние стоиме тука на располагање, можеме веднаш да седнеме, да го поднесеме тој закон во парламентот и да го изгласаме. Во спротивно, жалам, но граѓаните поради дивењето на најкорумпираната влада, предводена од СДСМ и Зоран Заев, се уште ќе бидат без можноста да се лекуваат во современ и модерен клинички центар. Но веднаш по промената на владата, јас ви ветувам дека во рок од 4 години тоа ќе се случи.